Почитувани љубители на борењето, добар ден и поздрав од Штип, од спортската сала Јордан Мијалков, каде што денеска ќе се одржи 47-то издание на престижниот турнир во борење Македонски бисер. Годинава навистина со еден извонреден квалитет и 12 земји учеснички, Македонија со 18 борачи атакува на добри резултати денеска на 47-то издание на Македонски бисер. Со мене овде во салата Јордан Мијалков во Штип и Трајче Димков, трикратен победник на Македонски бисер, тренер, посветен на борењето, човек кој со бучим го крена и европскиот трофеј, европскиот трон беше освоен, човек кој работеше и работи за боксот и човек кој практично е дел од историјата на нашето борење и едноставно човек без кого македонското борење не може да се замисли. Димков, добре дојде во директниот пренос, благодарам што одвоивте време да бидете тука со нас и да ни помогнете од стручен агол да го следиме Македонскиот бисер денеска. На почеток од тебе, на кратко, 47 издание и Штип како домакин познато му е ова. Не е прв пат да биде домакин на турнир во борење. Што очекувате денеска од надпреварите? Добро, благодарам за можноста и јас да бидам дел од овој настан. Неколку пати се бил во слична улога. Еве, прв пат со вас заедно, благодарност и до целокупниот тим на македонската телевизија, која ни возможува, која во континуитет не следи овие 47 изминати години. Нешто што е многу важно за нас. Точно како што кажавте, оваа година стварно имаме еден посебен квалитет, имаме огромна бројка на држави, 12, Македонија настапува со 19 борачи, меѓутоа за жал само двајца не можеа да настапат. Тоа се Нуров и Ахмет, кои од оправдани причини, односно носителот на медалот Могамедов не можеше да дојде заради повреда, а Нуров претходно настапуваше на еден силен турнир во Русија и така да беше повеќе концентриран кој тој турнир и концентрираше формата таму, која што беше многу важна, бидејќи им простојат квалификации за Олимписките игри, односно учеството на светското првенство. Рековме на почетокот, 12 земји учествуваат на овој турнир во борење: Албанија, Бугарија, Велика Британија, Грција, Израел, Кипар, Косово, Хрватска, Литванија, Романија, Шпанија и се разбира Македонија, која покажува во последно време извонреден прогрес во овој спорт. Се враќаме на добрите, стари, славни патеки, што се вели, патот не е лесен, воопшто не е лесно да се стигне до добри резултати во овој спорт. Очекувате ли една многу подобра иднина на македонското борење? Очекувам оно што се случува моментално во Македонија, резултатски е одлично, можам да кажам, бидејќи изминатата година Горов беше европски првак, ова година Могамедов беше трет на европското првенство. Бесир Алили беше трет на престижниот меѓународен турнир Дан Колов, кој исто така високо котира во речката Пела. Младите борачи, кадетите, репрезентацијата настапија во Грција на Балканското првенство, каде што екипно во слободен стил го освоивме третото место. Имавме неколку први места, втори, трети место, така да се работи за една млада, раскошна екипа. И тука во овој момент, значи, имаме борачи кои се многу млади, квалитетни, и имаме борачи сениорска екипа која е исто така многу квалитетна. Да, дел се од нив натурализирани македонци, меѓутоа оно што се случува, еве, има и реакции такви зошто се носат, зошто така се прави. Сега во еден разговор со тренерот на бугарската репрезентација, тие имат некаде 4 до 5 борачи. Значи, зборуваме за Бугарија, на веле сила во борењето. Значи, скоро нема држава во светот
каде што нема каде што ги комплетираат своите репрезентации со борачи од Русија, односно од местото да ги стане. Таму имаме извор на борачи, многу се работи, многу квалитетни, многу стручни лица и скоро тие настапуваат скоро по сите држави. Така да можеби тоа е еден тренд моментално, го гледаме и во фудбалот, и во кошарката, и во ракометот, да, тоа се случува, па и во зимските спортови, да. И во биатлонот, конечно, каде што македонската телевизија емитува директни преноси, имаме можност да видиме многу руски спортисти кои настапуваат под други држави знамиња. Колку присуството на овие борачи од надвор, што се вели, носат популарност на овој спорт. Боречките спортови можеби не се меѓу најпопуларните во моментов во нашата Македонија, меѓутоа присуството на ваков стил, на тенденција, веројатно носи популарност. Во секој случај многу корисни, бидејќи непосредно ќе можат да работат и да тренираат со нив. Значи можат да учат од нив нашите боречи, да ги следат. Значи контактите што ги имаат со нив е од многу голема корис. Така да јас сметам дека тоа е добро, меѓутоа мораме и како федерација да се заложиме да и нашата боречка школа си вади своји боречи, да произведува своји боречи. Мислам дека тоа се прави и скоро има еден тренд кај разговаравме минатата недела се одржа годишната конференција на боречка федерација, каде што сакаме да воведеме една помала категорија, каде што помалите деца ги опфатиме, бидејќи тука е битката меѓу спортовите, фудбалот си ги бара кошарката, ракометот и така натаму. И значи ние на некој начин ги сакаме да ги излечеме, да не ни ги уловат тие, значи да стигнеме први, да ги привлечете, да ги привлечеме, да. Започнуваме со официјалниот дел од 47-то издание на Косово, македонскиот бисер. Рековме 12 земји: Албанија, Бугарија, Велика Британија, Грција, Израел, Кипар, Косово, Хрватска, Литванија, Романија, Шпанија и Македонија, која со огромна група на борачи настапува на ова 47-мо издание. Предлагам да продолжиме со директниот пренос со официјалниот дел од започнувањето на 47-мото издание. Како и сите меѓународни судии на Душек А и Душек Б, би сакала да ги поздравам Сазбо Давид, Зерипаов Анто Антодоров, Илчо Марковски, Гоце Ангелов, Мирко Мацуда, Игор Христов, Зарев Нетко Генчев, Суфијан Исмаили и Пемпет Адрани. Сега ме замолувам сите да станете за да ја слушнеме нашата химна. Химната на Македонија ќе биде во изведба на Марија Атанасова и започнуваме со официјалниот дел. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. На Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат,
Novi pesni, novi vesnici, Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive. Димков ki ima borbi na dva dela во салата. Јордан Мјалков овде во Штип, според присуството на публиката Штипјани сакаат борење. Да, со многу нетрпение го очекува овој македонски бисер, затоа што имаме огромен број на луѓе кои се занимавале со борењето во Штип, го познаваат борењето и тука сега еве оно што ќе се случува, ќе имаме борби на двете борилишта, затоа што во еден дел ќе бидат финалните борби, другите ќе бидат за трето и четврто место, меѓутоа ќе има и борби каде што се уште не е завршено, бидејќи има категории каде што секој со секој се бори и ќе мораме да тоа ќе го објасниме да, текот на директниот пренос кога ќе дојде моментот за тоа. Одиме со официјалниот дел од програмата на Боречката федерација на Македонија. Млади и спорт, да го поздравиме директорот на Агенција за млади и спорт, господинот Наумче Мојсовски. Заменик директорот на Агенција за млади и спорт, кој денес е тука со нас, господинот Исак Лјазими. Председателот на Олимписки комитет на Северна Македонија, господинот Даниел Димевски. Градоначалникот на општина Штип, господинот Иван Јорданов. Благодариме за целосната подршка околу организацијата на овој турнир и секако директорот на финансиското друштво Флекс Кредит, господинот Горан Арсов, нашите спонзори. На сите вас би сакале да ви се заблагодариме за несебичната подршка и допринос на сите кои што несебично помагаат во организацијата на овој турнир и секако во развојот на борењето во нашата држава. Со особена чест и задоволство уште еднаш би сакала да го поздравам делегатот на овој турнир, господинот Мариус Олару од Романија. И сега го повикувам председателот на Боречка федерација, господинот Дејан Богданов, да ги поздрави сите присутни. Добро вечер на сите. Почитуван градоначалниче Иван Јорданов, почитуван заменик директор на Агенција за млади и спорт, почитувани великани на македонското борење Шабан Трстена, Зоров Шоров, почитувани љубители на борењето, добре дојдовте на меѓународниот турнир кој го одржува Боречката федерација Македонски бисер, кој се одржува во 47 пат. Ви благодарам на сите кои успеавте овој турнир за прв пат после толку големо време да сјајне во правилно светло, да може да се организира во едно правилно светло кое што личи на еден ваков турнир. Претходно гледавме турнири кои, за жал, мислам дека не го заслужува борењето во Македонија. Но сите заеднички, сите овие што се тука, сите љубители на борењето, покажавме денеска дека сме сплотени, покажавме дека борењето може да биде број еден спорт у нашата држава и тоа ќе го правиме се понатаму, значи за да можеме да бидеме најдобри пред сите кои ни се нашите конкуренти. Сакам да ја поздравам нашата драга пријателка од УВ дека која максимум ни дава подршка за сета наша сработена работа. И таа подршка и понатаму ќе биде, мислам, од ние од УВ. Значи подршката од УВ и од сите наши пријатели е добре дојдена. Сигурно се виделе дека во Боречка федерација се работи правилно и затоа таа подршка секој пат ќе ја имаме. И се благодарам исто на сите спонзори кои можете да ги видите кои се ставени на рекламите,
кои ни помагаат под текот на целата година, бидејќи без спонзорите, без Агенција за млади и спорт, без општините кои се нашите клубови, без Олимписки комитет, не би можело борењето да биде еден од најдобрите спортови во нашата држава. Благодарам за се. Нека има правилни борби, квалитетни, на крајот нека победи најдобриот, а ние сите да гледаме квалитетни борби, бидејќи публиката во Штип и сите ние тука го заслужуваме тоа еднашка за секој да има едни правилни, квалитетни борби во овој град. Благодарам за се на сите. Ви благодарам, председателе. Сега го повикувам градоначалникот на општина Штип, господинот Иван Јорданов, да ви се обрати, а председателот на Боречка федерација би сакал да му додели плакета за допринос во борењето. Почитувани присутни, драги гости, почитувам председател на Боречката федерација, почитувани гости, почитувани олимпици Шабан Трастена, Зоран Шоров, почитувани советници, председател на совет. Навистина ми е чест и задоволство што Штип е домакин на 47-то издание на Македонски бисер. Кога председателот на Боречката федерација ме информираше дека има желба оваа година овој настан да се одржи во нашиот град, навистина и еве денес го споделувам ова мислење со вас, сме почестени што можеме да го организираме овој настан кој што го афирмира македонскиот спорт и македонското борење во градот кој што е расадник на борачи од минатото и денес. Навистина даваме целосна подршка на вакви настани за да продолжи борењето да живее во Штип, да живее во Македонија на најдобар можен начин, презентирајќи ги преку борачите кои што настапуваат на овој турнир, боречките вештини кои што младите борачи ќе ги практикуваат. Сакам да им посакам на сите борачи кои што доваѓаат од земјите учесници на овој турнир топло добре дојде во нашиот град, пријатен престој и успешен турнир со многу боречки вештини кои што ќе значи продолжување на оваа традиција која што по 47 пат се одржува во нашата држава. Уште еднаш благодарност, Штип е горд што овој настан оваа година се организира во нашиот град. Благодарам од срце. Благодарам, градоначалниче. А сега господинот Дејан Богданов, председател на Боречката федерација, ќе му врачи плакета на господинот Иван Јорданов, градоначалник на општина Штип, за придонес и развој на македонското борење. Го повикувам заменик директорот на Агенција за млади и спорт, господинот Исак Јазими, да прими плакетата за Агенција за млади и спорт за особен придонес во борењето. Добар ден на сите, почитувани дами и господа, почитувани драги спортисти. Драго ми е денеска тука да го поздравам овој голем евенимент, меѓународен турнир кој што се одржува во Штип. Значи, сакам да ги поздравам председателот на федерацијата, на Боречката федерација, господинот Богдановски, подпредседателот господинот Имер, сите представници на институциите и нормално би сакал да го поздравам и градоначалникот кој што со неговото присуство го почитува овој битен евенимент, настан кој што се одржува тука во Штип како меѓународен турнир 47 поред Македонски бисер. Значи, сегојаш кога гледам вака нешто, ми се асоцира на секој спортист, значи му асоцира на некој си великан спортист.
Јас се тука пред мене го гледам и големиот великан на овој спорт, значи големиот Шабан Трстена, од кој што сакам од срце да го поздравувам, пошто и нашава традиција, како и пред малку кажа и председателот на федерацијава, па и градоначалникот, значи Штип е некако како фурик, ние го викаме за големи спортисти. Исто така, ја како представник на Агенцијата за млади и спорт сме соработувале и го поддржуваме Поречката федерација и се надевам дека и во иднина вака ќе биде нон-стоп рамо до рамо со сите федерации, значи се поише да имаме вакви настани и да имаме се подобри спортисти. Të nderuar zënja dhe zotrit, të dashur miq, të nderuar sportistë, i nderuar kryetari Shtipit zoti Jordanov, i nderuar kryetari Federatës zoti Bogdanov, i nderuar nën kryetari i Federatës zoti Imeri, siç e përmenda edhe pak më lart, do të thonë kur e shoh këtë atmosferë kaq impozante të asocion në njerëzit e sportit të arritura siç është Shaban Trstena, i cili gjatë jetës e vetë në karierën e vetë pa asnjë dyshim është një prej sportisteve të shekullit, për cilën shpresoj se të gjithë klubet të cilat janë prezent këtu do të ndjekin rrugët e sportisteve me medalje botërore olimpike siç i kemi pas. Domethënë siç është Zorani, siç është Sejdiu, siç është Bogdanovi, siç është Shaban Trstena. Unë me krenari ju përshëndes dhe shpresoj që mundesit të kjenë sukseset e një pas njëshme edhe klubet të kjenë suksesme të një fair play edhe si cili sportist të kjetë rezultatet e veta. Ju faleminderit shumë, vi blagodaram mnogo. Ви благодарам, заменик директоре. Сега председателот му ја додели плакетата на заменик директорот на Агенција за млади и спорт. Го повикувам представникот од Олимписки комитет на Северна Македонија, господинот Ердал Фајкич, да ја прими плакетата. I would now like to invite the superwoman to Macedonian Wrestling Federation, Ms. Deka, the Director of Development of United World Wrestling. A special thank you to this superwoman. In the last 2 years, she helped us to develop a healthy and happy wrestling team, especially for females. Thank you for everything that you did for our federation. Во официјалниот дел од 47-то издание на Македонскиот бисер, специјален гостин е госпогицата Дека Нијапкеј, која дојде лично да се увери дека нашата федерација е добар, успешен организатор на овој турнир во борење и која практично дава силна поддршка на нашата федерација. Димков, убаво е кога си има пријатели во спортот, без разлика за какви станува збор спортови, борењето од секогаш ги имало. Точно така, без пријатели не се постигнува ништо, меѓутоа Боречката федерација на Македонија, вклучително години назад етаблирана Боречка федерација во рамките и на Македонија се издвојува во однос на другите федерации, меѓутоа е призната во светски рамки врз основа пред се и на резултатите кои ги постигнуваше и на поединачен и на екипен план. Така да препозната е нашата работа и таа соработка е неопходно важна и во последно време се случуваат многу проекти за соработка
последно од тие патување нашите репрезентативци пред да настапат овде беа во Франција на еден кап, девојките беа во Пореч, претходно имавме некои други надпревари. Тоа се проекти кои почнуваат балканските држави и европските заедно да ги реализират, бидејќи само така може да се постигне успех. И ова признание што госпогицата дека е присутно ова, но незиното присуство покажува едно признание за Македонската боречка федерација и она што Стусус го прави, за да непосредно од близина може да ја види работата на нашата федерација и мислам дека ќе биде од голема помош. Бидејќи токму таа е задолжена за развој на дел од проектите и на борењето на светско ниво. Наскоро започнуваме и со најважното со спортистите на терен, што се вели. Очекуваме интересни надпревари борби. Борењето знае да биде многу возбудливо, знае да донесе доста возбуда, но овој спорт трпи често и многу измени во правилата, што е она што е последно актуелно.